почитувани гледачи и почитувани верници, добродојдовте во уште едно издание на емисијата Православна ризница. Веќе се наоѓаме во подготвителните недели пред големиот Великденски пост, затоа во наредниве неколку емисии ќе позборуваме за постот, неговото суштинско значење, неговиот историјат, како и за каноните што ги пропишала Светата Православна црква за постот. Востанувањето на светиот пост е направено од страна на Светата Православна црква уште од апостолските времиња по примерот на Господ Исус Христос, заедно со определувањето на времето на постот, како и тоа која храна да јадат христијаните за време на истиот. Од Бога, постот е востановен со заповедта дадена на првите луѓе на земниот рај да не јадат од дрвото за познавање на доброто и злото. Прва книга Мојсеева, 2 глава, 17 стих. Преку неа Бог, уште на самиот почеток сакал да ги научи луѓето на послушност и на воздржување. Под пост, во широка смисла на зборот се подразбира севкупниот христијански живот и начин на постоење во црквата, опфаќајќи ја тука и молитвата. Затоа условно, постот може да се подели на телесен и духовен. Во потесна смисла под зборот пост, најчесто се подразбира телесниот пост, кој што е воздржување од некои видови храна во деновите и временските периоди што црквата ги определила во текот на годината. Овие денови точно треба да се запазат и никој да не измислува без благослов повеќе или помалку од она што црквата од Светиот Дух вдаховено го определила. Вистинскиот пост и молитва, како благодатни дарови Божи, постојат само во црквата и никогаш надвор од неа. Тоа значи дека тој што пости и се моли треба да е крстен, да се причестува, да се исповеда и да ги почитува и учествува во сите други свети тајни на црквата. Суштината на постот не е умртвување на телото како што се мисли, туку умртвување на гревот во нас, затоа што гревот предизвикува пропаѓање и смрт. Се пости во деновите кои Вселенската црква ги има определено за пост, а не во деновите кога нам ни е по волја. Токму затоа постот на повеќе начини е добар и спасоносе. На тој начин верните го покажуваат своето смирение и послушание на единствената црква. Значи, не се пости своеволно, што од своја страна би представувало некој вид на диета. Затоа, што сите постат ист број на денови во годината, се спречува возгордувањето меѓу верните на начин на кој не би се чувствувал подостоен и поверен од другите поради тоа што пости повеќе, што од своја страна би го одвела во духовна пропаст. Кога би се собрале 4 повеќе дневни пости, еднодневните, како и определените среди и петоци, се добива заклучокот дека православните постат повеќе од половина година. Половина година поминати во воздржување, што ја покажува определеноста и ревноста за Царството Божјо. При определувањето на телесниот пост треба многу да се внимава. Не е можно секој човек, секоја конкретна личност да се наложува и да се оптоварува со иста тежина. Во црквата живеат, се спасуваат и деца во развој, од кои до нивната 7-годишна возраст воопшто не се бара телесен пост како подготовка за Светата Евхаристија, како и изнемоштени, остарени луѓе, потоа луѓе болни или оптоварени со тешка физичка работа, жени, бремени или со доенчиња. На сите овие, духовниот отец, свештеникот, ќе определи пост според нивните телесни сили, а ако треба, сосема ќе го ослободи од него. Светиот Јован Златоуст вели: кога ќе слушнете за постот, не плашете се од него како од страшен војвода. Тој не е страшен за нас, туку за лошите духови. Ако те обзел лошиот дух, покажи му го лицето на постот, а тој окован со страв и врзан како со железни синџери, ќе стане неподвижен и од каменот, особено кога ќе ја види со него и неговата другарка молитвата. Затоа и самиот Христос вели: овој род се истерува само со пост и со молитва. Матеј 17 глава 21 стих. Па тогаш, што ме постот толку страшен за нашите непријатели ги прогонува, потребно е да го сакаме и радосно да го примиме, а не да се плашиме од него.
Телесниот пост е неразделно врзан со духовниот пост. Нема вистински пост без покаяние и плач, без смирение, без молитва, без трпение, без љубов и милост кон ближните и без другите свети добродетели. Од телесниот пост духовниот Отец може да не разреши, но од духовниот пост никој, па дури ни ангел од небото. Затоа, телесниот пост не е секогаш неопходен како подготовка за светата причест, додека пак духовниот е неопходен. Духовниот пост е самата суштина на христијанското живење и постоење во црквата. Сепак и телесниот пост многу го помага духовниот. Например, многу помага да се вежба трпението, смирението и молитвата, да владее во дух на покаяние, а покрај тоа, од оно што би се заштедило постејки, може да им се даде милост и помош на сиромасите. Кога вака правилно би се разбрал постот, не би постоел христијанин кој би можел да се оправда дека не го држи постот. Оние пак, што побожно и редовно го запазуваат постот, секогаш треба да го почувствуваат како подготовка за светата причест со телото и со крвта Христови. Во Стариот Завет имаме многу примери за пост. Светиот пророк Мојсија Боговидец постел 40 дена и 40 ноќи. Втора книга Мојсеева, 34 глава, 28 стих, за да се подготви да ги прими 10 Божи заповеди. Светиот пророк Илија со строг пост, духовна чистота и голема ревност за Господа си удостои да ја види Божјата слава. Трета книга Царства, 16 глава од 4 до 13 стих. А пак светиот Јован Крстител е познат како најголем и најструг испусник. Воопшто, сите праведници постот го запазувале во помала или поголема мерка. Самиот Господ Исус Христос се подготвил за сеопшто служење за искупителниот подвиг преку 40-дневен пост. Матеј, 4 глава, 2 стих. Во проповета на планината, он ги учил своите последователи каков треба да биде вистинскиот пост. Кога постите, не бидете жалосни како лицемерите, зашто тие си ги прават лицата мрачни, за да се покажат пред луѓето дека постат. Вистина ви велам, од тие ја добиле веќе својата награда. А ти, кога постиш, помажи ја главата своја и изми го лицето свое, па да се покажеш дека постиш не пред луѓето, туку пред твојот Отец кој е во тајност. И твојот Отец кој гледа тајно ќе те награди јавно. Евангелие според Матеј, 6 глава, 16 до 18 стих. 66-тото апостолско правило од 6-тиот Вселенски собор гласи: ако некој клирик се најде дека пости во ден Господов или во сабота, освен во едната велика сабота да биде расчинет, а ако е мирјанин да биде одлачен. Православната црква утврдила и пропишала за време на постот да не се јаде месо, маст, сирење, масло, јајца, млеко, а некогаш и риба, зависно од важноста на постот. Православната црква има еднодневни и повеќе дневни пости. Еднодневни пости се среда и петок, освен во така наречените редовни седмици, водокрст на 18 јануари, отсекување на главата на светиот Јован Крстител на 11 септември и Крстовден на 27 септември. Повеќе дневни пости се Великиот или Великденскиот пост, Петровденскиот, Богородичниот и Божикниот пост. Светата православна црква го воспоставила постот во среда и петок како спомен на истите денови во Страсната седмица. Значи, последната седмица од Великденскиот пост, Христос е предаден од Јуда Искариот, а е распнат на честниот крст во петок. Во знак на спомен на овие денови, сите православни христијани треба да постат во овие денови, освен во седмиците кога постот е забранет или разрешен. Во среда и петок се блажи во следните седмици: од Божик до Водокрст, во седмицата на Митерот и Фарисејот, Сирната седмица и Светлата седмица, како и Духовденската седмица. Великденскиот пост. Светата Четириесетница е востановена во чест на страдањето и воскресението на Господ Исус Христос. Според типикот се пости вака: за цело време на постот во саботата и неделата е дозволена употреба на масло, освен саботата пред Великден. Риба се употребува само на благовештение и на цветници, додека од понеделник до петок е на масло и на вода. Петровденски и Божикен пост. Овие пости се востановени во чест на светите Господови апостоли и во чест на раѓањето на Господ Исуса Христа. Тие се постат вака: во понеделник, среда и петок не се јаде масло, во четврток и вторник се дозволува масло и вино,
а во сабота и недела масло и риба. Богородичен пост. Овој пост е востановен во чест на Христовото преображение и успението на Пресвета Богородица и се пости вака. Од понеделник до петок не се јаде масло, сабота и недела е дозволена употреба на масло, а риба се разрешува само на преображение. Постот и молитвата ни се голем дар Божи, без кој за нас луѓето нема обожување и спасение. Тие се наше благодатно учество во крстот Христов, па затоа и во неговото воскресение. Постот и молитвата ги осветлил и ни ги подарил во црквата самиот Господ Бог, Богочовекот Исус Христос, преку севкупниот свој живот во тело меѓу нас луѓето. Господ постеше во пустината 40 дена и 40 ноќи и често се повлекуваше насамо на молитва. Од тогаш па наваму, постот и молитвата во црквата се запазуваат и се живеат како една од нашите најголеми светости. Доволен показател за спомнатото е животот на било кој од нашите светии, од Пресвета Богородица, светите апостоли па до денес. Вистинскиот пост и молитва, како благодатни дарови Божи, постојат само во црквата и никогаш надвор од неа. Постојат и луѓе кои што можеби немаат телесна слабост, духовно се слаби и не можат да го издржат целото правило на постот. Меѓу нив има и такви кои што допрва приоѓаат кон црквата или после подолг период се враќаат. Духовниот отец треба да биде многу внимателен со овие браќа и сестри, за да не ги оптовари со пост кој што е поголем од она што може тие слободно и љубовно да го поднесат и да го прифатат. Определувајќи им ја на овие луѓе вистинската мера на постот, но и пристапувањето кон светите тајни, ние многу ќе им помогнеме во понатамошното духовно растење. Од друга страна, пак претераноста, неодмереноста во постот може да го парализира и запре нивниот духовен развој. Знаеме дека ни новороденото дете не му се дава веднаш тврда храна, туку најнапред млеко. Ако оваа предпазливост е потребна за телесното растење, толку повеќе е значена и за духовното. Еве што за ова пишува нашиот светогорски монак, големиот испосник и духовен отец, епископот Велички Гаврил од Лесновскиот манастир, кој постојано живееше во најстрог пост. Оние што воопшто не постат, нека почнат да постат, ако мислат да се спасат и душата да им влезе во Царството Небесно. Но тие не можат веднаш да го усвојат целото правило, туку најнапред нека постат во среда и во петок, во првата и последната недела од постот, а потоа со текот на времето ќе се трудат, а Господ Бог ќе им помогне да го примаат потполното правило, така што по некое време и тие ќе постат уредно. Освен тоа, почетникот најнапред може во последните дни да не јаде месо и маст, а да јаде сирење и јајца, така што со текот на времето ќе мине во целосен пост. Како што можеме да забележиме, карактеристика на светите луѓе од црквата е големата строгост према себе си и големо снисходење и милост према пославите браќи и сестри во Христа. Светиот Серафим Саровски за постот вели: подвигоположниот и спасителот наш Господ Исус Христос, преку стапувањето на подвигот за избавувањето на човечкиот род, се укропил со долготраен пост. Сите подвижници исто така, пред да почнат да му служат на Господа, се наоружале со пост. Поинаку не стапувале на крстниот пат, туку со подвигот на постот. Успехот во подвижништвото тие го мериле со успехот во постот. Постот не се состои во тоа да се јаде еднаш, туку во тоа да не се јаде многу. Неразумен е оној испосник кој чека до определеното време, а тогаш на трапезата се предава на ненаситно јадење со телото и со умот. Кога се работи за расудување за храната, треба да се внимава на тоа да не се прави разлика меѓу вкусните и невкусните јадења. Тоа дело, инаку својствено за животните, не е пофолно за разумниот човек. Ние од пријатната храна се одрекуваме за да ги смириме немирните делови од телото и за да дадеме слобода на дејственоста на духот. Вистинскиот пост не се состои единствено во истуштување на телото, туку во тоа
оној лев што сакаме да го изедеме, да им се даде на гладните. Кон строг пост, светите луѓе не пристапувале одеднаш. Тие постепено, малку по малку се навикнувале на скромна храна. Навикнувајќи го својот ученик Доситеј на пост, преподобниот Доротеј од неговата маса постепено одделувал помало парче леп. Покрај сето тоа светите испосници, на чудење на другите, не знаеле за слабост, туку секогаш биле бодри, силни и подготвени за дело. Болестите меѓу нив биле ретки и животот им траел необично долго. Духовниот живот доаѓа до совршенство и се појавува во чудесни појави. Померка во која телото на испосникот станува тенко и лесно. Тогаш духот ја врши својата дејност како во болно тело. Надворешните сетила како да се затвораат, а умот, одделувајќи се од земјата, се вознесува на небото и целосно се потопува во согледување на духовниот свет. Сепак, не може секој да го прими строгото правило на воздржување во се или да се лиши од се, што може да служи како олеснување во немоќите. Кој може да прими, нека прими. Евангелие според Матеј, 19 глава 12 стих. Храната треба секојдневно да се употребува онолку колку што е неопходно за телото, крепејќи се да биде пријател и помошник на душата во извршувањето на доблестите. Во спротивно, може да се случи да ослаби и душата, доколку телото се истушти. Во петок и среда, и особено во деновите на 4 поста, храната по примерот на светите отци употребува ја само еднаш дневно, па ангелов Господов ќе се прилепи прокрајте. Во среда и петок, и особено во деновите на 4 поста, храната по примерот на светите отци употребува ја само еднаш дневно, па ангелот Господов ќе се прилепи покрај тебе. Благословен нашиот Бог, сега и секогаш и во сите векови. Светиот Ефрем Сирин порачува: возлюби ја Христовата скромност, за духовно да се обогатиш. Возлюби го прекрасниот пост, зашто е дело и достојно и богоугодно. Постот, тоа е кочија која води кон небото. Постот ги раѓа пророците, тие што постат имаат честно тело и скапоцена душа. Постот го успокои Лазара во прегратката на Авраама, затоа и ние да го возлюбиме, за да не прими Аврамовото крило, да го избегнуваме раскошот и да не бидеме робови на пијанството, тие се извори на блудството. Пијанството не го прима Господа, туку напротив, пијанството го отстранува од нас Светиот Дух. Постот е пат кон покајанието и виновник за солзите. Постот не го сака светот, ниту пак она што е во него. Нека не паѓаме во униние додека постиме, зашто во секоја црква ангелите ги запишуваат имињата на оние кои постат. Постот е тук за злопамтењето. Оние кои во умот ги чуваат огорчувањето и направеното им зло, макар и навидом да постат и да се молат, прилегаат на луѓе кои црпат вода и ја налеваат во продупчената бочва. Бог не ги прима молитвите на човек кој го помни злото на брата си. И зачувај Боже со Твојата благодат. Господи, помилуј. Светиот Јован Златоуст не поучува: постот за кој зборувам не е оној пост што го држат многу луѓе, туку вистинскиот пост. Не само воздржување од храна, туку и од гревови. Ти постиш, тогаш покажи ми го твојот пост преку делата. Тоест какви дела? Ако видиш сиромашен, дај му милостина. Ако го видиш својот непријател, помири се со него. Ако видиш пријател кој не пости, не колни го. Ако видиш убава жена одмини, не пости само преку устата, туку и преку очите и слухот, со нозите и со раците, очисти се од алчност и сребролюбието. Постам со нозите, отстапувајќи од блудни и беззаконни патишта. Постам со очите, воспитувајќи ги да не подскокнуваат кон убави и соблазнителни гледки, ниту да се воодушевуваат од туѓите убавина. Затоа што гледањето е храна за очите, но ако е беззаконна и наметлива, таа му штети на постот, го попречува секој душевно спасение. Ако пак е богоугодна и го закрепнува духот, го украсува. Не јадеш месо, не јади развратност помеѓу твоите очи. Пости и со слухот. Пост со слухот е во тоа да не примаш обвинение и клевети против својот ближен. Празен глас не примај, вели Светото писмо. Пости и со устата и со срамни и хулни зборови. Каква ни е ползата,
Ако се воздржуваме од јадење на кокушки и риба, а ги гриземе и јадеме своите браќа. Ако обвинуваш, ја јадеш плотта на својот ближин. Не си ја повредил неговата плот со своите заби, туку си ја повредил неговата душа преку клеветата. Го повреди неговото добро име.